Во ова издание направен е напредок меѓу Косово и Србија, но крајот не е близу. Бен Ходжис, поранешен командант на копнените сили на САД во Европа, за српската редакција на Гласот на Америка. Научниците предупредуваат, климатските промени ги влошуваат шумските пожари на Американскиот запад. САД 2020 за влијанието на младите гласачи врз изборите во ноември. Ке ви кажеме, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, јас сум Јане Бојаджиевски, ова е News Flash на Гласот на Америка на македонски. Важно е САД и Европската Унија да продолжат да соработуваат заедно и да посветуваат внимание на Балканот. Вели Бен Ходжис, висок соработник од Центарот за анализа и европска политика. Со него разговараше Јела Де Франчески. Едно од клучните прашања на трансатлантската агенда е спорот меѓу Србија и Косово, вели нашиот соговорник. Според него неодамнешниот разговор во овалната канцеларија меѓу српскиот председател Александар Вучиќ и новиот косовски премиер Авдула Хоти представува нова надеж дека Белград и Приштина во догледно време би можеле да најдат конечно решение за долгогодишниот спор. Ходжис вели дека е потребно да се исполнат 3 услови за да може да се постигне договор. Прво, Вашингтон треба да биде ангажиран на ова прашање постојано, а не повремено. Тоа значи не само дипломатски потези, туку и економски проекти. Второ, тој процес треба да се одвива во соработка со нашите пријатели и сојузници. Лично се надевам дека на долг рок ќе може одблизу да соработуваме со нашите европски пријатели. Трето, неодамнешниот договор во Белата куќа представува чекор напред, но не и разрешување на спорот меѓу Косово и Србија. Неопходно и Србија и Европската Унија да утврдат заеднички прифатливи критериуми. Србија треба да го исполни она што Европа го очекува. Изминативе години Западот е во трка со Кина и Кремљ во регионот, додава Ходжис. Мора да понудиме економски инвестиции за Србија да може да почувствува дека и предстои подобра иднина под закрила на западната интеграција. Да види дека не е осудена да има статус на Венецуела на Балканот, целосно зависна од Кремљ. Приштина исто така има своја одговорност во тој дел. Пензионираниот американски генерал ја истакнува геополитичката важност на Западниот Балкан, кој се граничи со веројатно стратешки поважниот Црноморски регион. Струите на Балканот влијаат врз настаните во Источна и Јужна Европа. Земјите како Унгарија и Романија се вознемирени како стојат работите во нивното соседство. Последно нешто што сакаат е влијание на Русија. Тие сакаат Србија да ги реши односите со Косово и да биде потполно посветена на западната интеграција. Меѓутоа, тоа е последно нешто што Кремљ го посакува. Русија би сакала регионот да не биде среден, бидејќи на тој начин се зацврстува незината позиција на Црноморскиот регион. Важно е Романија да биде фокусирана на Црноморското подрачје и да не мора да се грижи за Западен Балкан. Ходжис исто така се осврна на улогата на српскиот председател Вучиќ во процесот на преговори меѓу Белград и Приштина. Фактот што Вучиќ го привлече вниманието на председателот на САД не е небитен. Без разлика на тоа што луѓето мислат за Трамп, самото тоа што американскиот председател е лично ангажиран да најде решение за ова прашање не е за занемарување. Верувам дека тој вид на внимание и пристап што го доби му оди во прилог на Вучиќ. Лично му посакувам успех во отворање на патот кон економски напредок на државата. Сепак, Ходжи забележува. Тој секако има и други обврски кон неговите граѓани. Не е само прашање за економијата, туку и за сите столбови на либералната демократија, како изборен процес, судски систем и слободни медиуми. Тој додава дека не е убеден, оти медиумите се целосно слободни. Шумските пожари во сојузната држава Калифорнија се најголеми досега. Научниците предупредуваат дека климатските промени всушност ги влошуваат шумските пожари на Американскиот запад. Стив Барагона има повеќе. Во време кога рекордни пожари пустошат низ САД, председателот Доналд Трамп останува скептичен за климатските промени како фактор. Тој имаше средба со официјални лица од Калифорнија. It'll start getting cooler. You just watch. I wish science agreed with you. Hey, well, I don't think science knows, actually.
Научниците веќе подолго време зборуваат за климатските промени, вели експертот за шумски пожари при Универзитетот на Калифорнија Лерој Вестерлинг. Моделирање и симулации покажуваат дека вакви сезони на пожари доаѓаат. Ги гледаме како се појавуваат во реално време. За шумски пожари е потребна сува вегетација, а климатските промени за тоа допринесуваат. Истражувањата покажуваат дека Западот е загреан последното столетие, а по топлото време побрзо ги суши предметите. Тоа значи дека дури и нормална година ќе биде посува, но ова не се нормални години. Имавме суша 5 години. Тоа беше без преседан веројатно во последните 1000 до 1200 години. Топлото време ги топи водните резерви на Западот по планините. Регионот се потпира на акумулацијата од снегот во зима за обезбедување на долгорочно снабдување со вода, вели експертката за шумски пожари Джесика Халовски од Американската служба за заштита на шумите. Имаме поголемо количество на дожд отколку снег. Снегот не се акумулира со високи температури, затоа се троши побрзо во сезоната. Тоа значи помалку вода за сувите летни месеци, а топлите, суви временски услови помагаат во размножување и на инсекти што уништуваат дрвја. Сето тоа остави околу 150 милиони изгорени или мртви дрвја само во Калифорнија. Но Халовски вели дека и човекот има вина. Успешно се справуваме со пожарите од Втората светска војна наваму. Пожари имало и во историјата, но сега има повеќе бензин што ги разгорува. Освен тоа, повеќе луѓе сега живеат во области склони на пожари. Штетата е поголема. Условите и натаму ќе се влошуваат како што планетата продолжува да се затоплува, вели Халовски. Пацифичкиот северозапад ќе има повеќе пожари. Проценуваме 2 до 3 пати повеќе од сега. Научниците велат дека оваа година, која е рекордна во однос на пожари, само навестува што следи. За крај на News Flash, милениумците и генерација Z, 1/3 од нив не се идентификува со ниту една партија. Какво ќе биде нивното влијание на изборите во ноември? Го гледавте News Flash на Гласот на Америка. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Со најнови информации посетете ја нашата интернет страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме.